На денешната 52-та седница, Советот на општина Кичево расправаше по повеќе точки од дневниот ред. На почетокот беше верификуван мандатот на член на Советот од редовите на коалицијата Кичевчани за Кичево, а веднаш потоа, по кратко образложение од надлежните лица, едногласно беа прифатени предлог одлуките за измена и дополна на распоредот на средства во буџетот на општината за 2017 година и за извршување на истиот. За работите кои се однесуваат на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на полициската станица од Кичево, информација пред советниците даде командирот Тони Крстески. Безбедносната состојба тој ја оцени како стабилна и поволна со тенденција за уште поголема стабилизација на целото подрачје. На седницата советниците ја усвоија и предлог програмата за уредување на градежно земјиште за просторот на општина Кичево за 2017 година, а беа усвоени и предлог одлуки за измена на урбанистичка документација и за отпочнување постапка за изработка на измена и дополна на детален урбанистички план за неколку населени места. Пред советниците денеска беше презентиран избирниот извештај за проценета штета од елементарна непогода. Комисијата во општина Кичево, формирана од страна на Советот, редовно ги разгледуваат барањата од граѓани при појава на штети предизвикани од елементарна непогода. Подрачјето на општина Кичево претежно порозно е на предизвикување на штети од елементарни непогоди и поплава, и тоа поплавување на низинскиот дел на територијата на општина Кичево, насејано со земјоделски култури, како и честа појава е предизвикување на штета од елементарна непогода пожари. На денешната седница имаме извештај за процена на штета од пожари десени на 3 стамбени објекти. Висината на штетите е 420.000 денари. Советот на општината Кичево го разгледа и го усвои извештајот. За така усвоениот извештај ќе биде доставен до Комисијата при влада на Република Македонија на понатамошна постапка. 52-та седница заврши со усвојување на предлог оперативниот план и програма за превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација.